Кардиоваскуларните болести во Македонија се меѓу најраширената болест, но и меѓу најчестите причини за смрт. Универзитетската клиника за кардиологија е постојано полна со пациенти кои бараат помош од специјалистите. Доктор Лидија Поповска е кардиолог, која истакнува дека најчесто страдаат возрастните над 75 годишна возраст, со смртност од преку 40%. Но таа додава дека доколку свеста кај пациентите е повисока, болестите на срцето може да се спречат. Значи тука спаѓа начинот на исхрана, тука спаѓа регулирање на прекомерната телесна тежина, тука спаѓа физичката активност и тука спаѓа лекување соодветно и навремено на болестите кои што ги влошуваат овие заболувања, како што се хипертензија, значи покачениот крвен притисок, покачениот шеќер, нарушеното ниво на масти во крвта. Директорот Орхан Рамадани при анализа на податоците од Фондот за здравство за минатата година констатира дека меѓу најбараните лекови со рецепт биле и тие за кардиоваскуларниот систем. За повеќе од 460.000 пациенти осигурени од фондот, потрошени се преку 672 милиони денари за лекови. Од вкупно 14 групи на лекови, меѓу најконсумираните се евидентирани групи на лекови за болестите од кардиоваскуларниот систем, со 9.200.000 реализирани рецепти во минатата година, што покажува зголемување за 9% во споредба со 2014 година. Клиниката за кардиологија во Скопје во 2015 третирала околу 45.000 пациенти со амбулантски услуги, додека хоспитализирани биле над 7.200 пациенти. Но во првите 5 месеци од оваа година помош од кардиолог во клиниката побарале над 27.000, што покажува дека бројот на пациентите со кардиоваскуларните заболувања е во пораст. Напнатоста и стресот од поширокото опкружување, признаваат лекарите, тешко може да се игнорира, но со зголемување на свеста кај луѓето за умерен живот, здрава исхрана и физичка активност, најмногу може да си помогне за намалување на опасноста од болест на срцето.